Лажни боледувања во МВР, менувале матични лекари и диагнози само за да седат дома. Муцунски во Брисел на средби со Кос. Софија не годува за известувачот Вајц. Премиерот не сака да се впушта во бугарското предизборие. Контролите на Фондот за здравство открија сериозни неправилности и злоупотреби со боледувањата кај вработени во Министерството за внатрешни работи. Кај дел од полицајците се утврдени сомнителни шеми, од често менување матични лекари до низа боледувања со различни диагнози, што според фондот упатува на заобиколување на системот. Колкав е обемот на злоупотребите и какви системски промени најавува фондот, известува Александар Динев. Злоупотреба кај секое пето боледување во Министерството за внатрешни работи констатирал Фондот за здравство. Неправилности се утврдени кај 100 од контролирани 514 боледувања. Матични лекари и специјалисти издавале ваков документ без направен рентген или други диагностички процедури. Со вакви нецелосни испитувања за поставување на диагноза, вкупно 29 лица вработени во МВР многу често отсуствувале од работа. Поради грешки во постапката, ФЗО казни 29 матични лекари, од кои 2 гинеколози, 3 специјалисти и 2 првостепени комисии. Вкупниот казни изнесуваат 1,2 милиони денари за овие ПЗО и ЕЗО кои беа опфатени во контролата. Најчести недостатоци е непридржување кон задолжителните диагностички постапки за издавање на боледување. Чисто за илустрација, ако имате лумбаго, потребно да има рентген снимка што ќе се потврди дека имате лумбаго. Освен во МВР, од фондот информираат дека повеќе нецелосни боледувања имало и во АРМ, царината и јавното здравство. Неголеми злоупотреби се правеле со кратките, испрекинати боледувања од 7 или 15 дена, кои се под мој термин, а тие лица многу често менувале матични лекари, бидејќи во дел од овие служби, вклучително и во полицијата, и кратките боледувања се исплаќале 100% на плата. И се надеваме дека со проектот за интероперабилност на двете бази ќе ни се овозможи да ги погледниме и кратките боледувања, бидејќи во испрекинати боледувања со кратки паузи на различни диагнози се најчестите злоупотреби, а тие податоци се во мој термин. Бидејќи кратките боледувања се под мој термин, а долгите на 30 дена се во надлежност на ФЗО, државата нема увид колкав е процентот на користени боледувања, кој во Европа се движи од 2 до 5% од вкупното работно време. Александар Динев, Сител телевизија. Муцунски во Брисел на средби со Кос. Софија не годува за известувачот Вајц. Премиерот не сака да се впушта во бугарското предизборие. Реконструкција на владата во мај или јуни. Мицкоски не бара нови партнери. Муцунскиот Брисел порача дека на Македонија и треба предвидливо и достоинствено решение со Бугарија, но без да открие детали, додека нема конкретен предлог. Посетата се случува во чувствителен момент, кога бугарски европратеници поднесоа речиси 100 амандмани на извештајот за земјава, а Томас Вајц бара правно појаснување околу вториот протокол. Предвидливо и достоинствено решение на спорот со Бугарија кој ќе обезбеди гаранции за Македонија. Ова било во фокусот на средбата Муцунски Кос во Брисел, но министерот за надворешни сепак вели дека детали во јавноста нема да се откриваат додека не добиат конкретен предлог за да не се наруши процесот. Според Муцунски, очигледно е задоволството во Брисел од динамиката со која земјава ги спроведува своите задачи од реформската агенда. Државата е пофалена за конструктивните чекори што ги има превземено во делот на имплементација на реформската агенда. Навистина тука се издвојуваме и од другите земји кандидати во последните месеци после локалните избори. Сме земја со целосно согласена заедничка надворешна и безбедносна политика, па дури и во стратешката определба одиме и надвор од рамките во позитивен контекст во делот на заедничката надворешна и безбедносна политика. Имаме предизвик со Бугарија за кој што треба да работиме да најдеме решение, но на достоинствен начин во рамките на чекорите што ги презема владата.
Јасен и предвидлив процес заснован на заслуги Муцунски утро во побара и на средбата со представниците на земјите членки во работната група за проширување при Советот на Европската Унија. Посетата на Муцунски е во период кога бугарските европратеници во Брисел преку 100 амандмани на извештајот на Вајц се обидуваат да ја прошират листата на барања со кои ќе се оценува напредокот на Македонија во евроинтеграциите. Премиерот Мицкоски вели дека за ваквите потези на Софија пред извесен период го предупредил и Вајц, но ќе се воздржи од коментари за да не им даде алиби на бугарските политичари кои сакаат оваа тема да ја вовлечат во предизборната кампања. Имавме ние состанок овдека, разговаравме и сето ова што се случува сега, јас го антиципирав на тој состанок и му предочив на господинот Вајц дека ќе се случува. Но што е целта сега на сето ова и затоа замолувам за внимателност од страна на медиумите. Целта е да бидеме вовлечени во предизборната кампања во Бугарија на оваа тема. Затоа ве молам да не дозволиме да дадеме алиби на политичари од нашиот источен сосед кои што припаѓаат на минатиот век да водат кампања на ова прашање. Преку 100 амандмани бугарските европратеници минатата недела побараа договорот со Бугарија и неговите протоколи да останат клучен услов за напредокот во процесот на пристапување, а историската комисија помеѓу двете држави да постигне јасни и мерливи резултати. По ваквите барања, амандман на својот извештај поднесе известувачот Вајц, со кој побара правната служба на Европскиот совет да разјасни дали вториот протокол од договорот за добрососедство со Бугарија е дел од преговарачката рамка за Македонија. Ова навестува и жестока дебата на пленарната седница на Европскиот парламент кон крајот на мај, на која ќе треба да се усвои извештајот за напредокот на Македонија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Реконструкција на владата во мај или јуни најави премиерот Мицкоски. Вели дека тогаш ќе се отвори прашањето дали и кој од министрите ќе остане на сегашната позиција, ќе замени или ќе премине во друг ресор. Додека во исто време порача дека засега не гледа потреба од нови коалицијски договори. Изјавата доаѓа во услови на нови политички шпекулации по фотографијата на министерот Фатмир Лимани со лидерот на ДУИ Али Ахмети. Во мај или јуни ќе се знае кој министер ќе ја напушти позицијата во влада, а кој ќе биде ротиран во друг ресор. Премиерот Мицкоски ја потврди владината реконструкција, но за сите одлуки коалицијата вели заеднички ќе одлучува. Без да споменува конкретни имиња, Мицкоски тврди дека конечната одлука ќе се договара на маса. Ние имаме принципелен договор како коалициони партнери во владата, сите три политички структури, тоа се коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, коалицијата Вреди и Влен и политичката партија Знам. Најавивме дека таму некаде мај-јуни месец ќе имаме реконструкција во самата влада и се разбира дека многу од прашањата за време и пред таа реконструкција да се случи ќе бидат ставени на маса и ќе разговараме. Мицкоски не одговори дали актуелниот министер за труд и социјала Лимани е еден од оние кои заминуваат од функцијата, особено по кавгите во БЕС и објавената заедничка фотографија со Али Ахмети. Од Лимани не е задоволна ниту неговата матична партија, што дополнително ги подгрева шпекулациите за негова смена. Премиерот децитно ја отфрли можноста за влез на Зијадин Села во влада, велејќи дека нема место за нови коалициони партнери. Како коалиција имаме исклучително коректна соработка и не гледам во моментот простор за коалициони договори и преговори со други политички субјекти, затоа што, ќе повторам, образот го чувате цел живот, а го губите само еднаш. По превирањата во Вреди најавите за претопување во една партија, најголеми промени се очекуваат во албанскиот владин партнер. Иако потврда се уште нема, се погласни се информациите за промена на министерските имиња предложени и од Знам. Смени и ротации наверојатно ќе има и во редовите на владеачката партија, но конечната одлука ќе носи Мицкоски како мандатар. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Почна новата фаза од реформата на изборниот законник. Министерството за правда им ги достави препораките на ОПСЕ и ОДИХР на партиите, кои сега треба да кажат што прифаќаат, а што ќе оспорат. Но уште на стартот се гледаат сериозни разлики околу изборниот модел, бројот на изборни единици и правилата на политичката трка.
Препораките на ОПСЕ од БИХР ќе бидат основата за измени во изборното законодавство пресека од Министерството за правда. Министерот Филков, кој раководи со меѓупартиската работна група, денеска им го подели материјалот на представниците на парламентарните партии. Тие пак во наредните 2 недели ќе треба да направат анализа на материјалот и да ги дадат своите забелешки и предлози. Започна детална анализа на препораките на ОПСЕ, кои ќе представуваат клучен темел за идните измени на изборниот законник. Реформите во изборното законодавство бараат политички диалог и широк консензус. Само преку заеднички пристап можеме да изградиме стабилен, кредибилен и фер изборен систем. Нашата цел е современо законодавство, усогласено со меѓународните стандарди и поголема доверба на граѓаните во изборниот процес, информираат од правда за тоа што се случувало на средбата. ВМРО ДПМН ги прифаќа најголем дел од препораките на ОПСЕ, но згледува и можност за воведување една изборна единица со одреден изборен праг, за кој допрва ќе треба да се преговара. Албанскиот блок инсистира на повеќе изборни единици, со варијации од 3 до 8. Од СДСМ претходно беа наклонети кон една изборна единица, но засега не откриваат со што ќе настапат на следниот состанок. Левица пак нагласува дека е важно да се изменат правилата за државното рекламирање на сите парламентарни партии. Знам предлага намалување на бројот на претениците од 120 на 90, но тоа бара уставни измени, за кои поголемите партии не се подготвени. ЛДП пак, освен една изборна единица, предлага и воведување на отворени листи. Во меѓувреме, од Министерството информираат дека покрај партиите за измените ќе се консултираат и со ДИК, Антикорупцијската комисија, Државниот завод за ревизија, Агенцијата за медиуми. Изборниот законник е дел од реформската агенда и требаше да биде донесен до јуни минатата година. По неуспешните предизборни измени, Брисел одобри дополнителен рок до јуни оваа година. Катерина Нешкова, Сител телевизија. СДСМ бара надзор на расправа за законот за македонскиот јазик, со тврдење дека речиси 1,5 година по неговото донесување, примената е заглавена, а институциите воопшто не функционираат. Од опозицијата обвинуваат за кратење на буџетот, недостиг на лектори и нефункционален инспекторат. Од ВМРО ДПМН враќаат дека станува збор за политички конструкции. Во меѓувреме инспекторатот, што треба да ја контролира примената на законот, и натаму работи само со директорката, без инспектори на терен. СДСМ бара надзор на расправа за законот за македонскиот јазик. Од партијата обвинуваат дека тој не се применува и власта свесно го обструира законот преку кратење на буџетските средства и нефункционалност на контролните механизми. Не функционира инспекторатот, нема вработени, нема лектори, не се почитува ниту употребата на македонскиот јазик на јавни настани, а никој не реагира. И кога сакавме да разгледаме како од имплементацијата на овој закон, свативме дека нема ништо спроведено. Навистина, ништо. Секој буџет од 2024 наваму и секој ребаланс гледаме кратење на пари. Нема пари за примена на законот за македонски јазик, ама има за тендери. И кога некој би поднел пријава за било кое од овие непочитување на законот, нема кој да постапи. Загрозување на јазикот е можно само со СДС и Венко Филипчев, возвраќаат од ВМРО ДПМН. Бисер Антоанета наместо на суд да се докажува за своите криминали, се расфрла со лаги на пресконференции. Ништо од тоа што зборува Костадиновска Стојчевска не е вистина, а во измислувањето и лажењето СДС се докажани првенци. Од друга страна, ја подсетуваме Бисера Антоанета дека глас не пушти дури шеташе на државен трошок и купуваше разни производи со службена картичка, додека Заев тврдеше дека македонскиот и бугарскиот се исти јазик, стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. Владеачката партија ќе учествува на расправата, потврди за Сител координаторот на нивната пратеничка група Никола Мицевски. И скоро една година по формирањето, инспекторатот кој треба да проверува на терен колку се почитува законот за македонскиот јазик, се уште има само еден вработен, директорката Менче Андреева. Инспектори нема, бидејќи Министерството за финансии на крајот од 2025-та годби првичното барање за 8 вработувања. Од јануари годинава се чека одговор за 5 нови позиции, но дури и да се добие зелено светло, оваа година никој нема да може да биде казнет, бидејќи по конкурсот кандидатите мора да поминат едногодишна обука. Иако за тоа време ќе може да вршат надзор, тие нема да имаат овластување да пишуваат казни. Кога ќе биде донесен планот за вработување, ние веднаш ќе објавиме конкурси за вработување на инспектори.
По завршувањето на процесот за вработување, законскиот процес за вработување, инспекторите ќе започнат со работа, така што тие ќе започнат најнапред со обука. Обуката трае 1 година, меѓутоа во рамките на таа обука тие можат да одат на терен, односно да вршат инспекциски надзор. Вистинската примена на законот ќе почека додека новите кадри не се стекнат со инспекторски титули. Дори тогаш ќе може да се изрекуваат глобите кои се движат од 1500 до 3000 евра за прекршителите. Инаку овој закон беше изгласан на 26 јануари 2024 година по иницијатива на тогашниот Совет за македонски јазик и Министерството за култура. Со него, меѓу другото, се предвидуваше задолжително вработување лектори во институциите. Габриела Лескова, Сител телевизија. Собраниската комисија за култура и туризам ја крои листата на личности и настани што државата ќе ги чествува во 2026. Рекордни 94 годишнини ќе бидат одбележани годинава. Собранието ја усвои програмата за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности. Иако во предлогот опфатени беа 95, сепак пратениците на предлог на пратеничката Бисера Костадиновска-Стојчевска го отфрлија барањето за одбележување на 15 годишнината од смртта на екс-министерката за внатрешни Доста Димовска. Ако тргнеме по тоа дека има годинава, дека годинава се точно се навршуваат тие 15 години од незината смрт, тогаш ќе треба секоја година ќе мора да одбележуваме јубилеи на смрт или раѓање на поранешни министри за внатрешни работи. Сметам дека ова ќе даде ќе не однесе во една друга насока, за разлика од онаа поблагородната која што сакаме да ја направиме со одбележување на оваа програма. Предлогот на пратеничката беше прифатен и од пратениците од власта и од опозицијата. Меѓу јубилеите кои годинава ќе бидат одбележани се 150 години од Разловечкото востание, 120 години од смртта на Даме Груев, 100 години од смртта на Крсте Петков Мисирков, 75 години од смртта на Павел Шатев и Панко Брашнаров, 70 години од раѓањето на председателот Борис Трајковски, 50 години од смртта на Никола Бадев, 40 на Ристо Шишков, 20 на Петре М. Андреевски. Ќе биде прославена и 50 годишнината од основањето на Лепи Сол. Меѓу јубилеите 80 години од раѓањето на Милаим Фејзуи. Прашање кое не доби внимание на Собраниската комисија. Фејзуи е еден од иницијаторите за референдум на албанците во 1992, а во 2001 заговараше федерализација на Македонија при основањето на партијата Република Илирида. Даниел Василев, Сител телевизија. Се намалили владиното мнозинство за еден пратеник, исклучок со гласање спротивно на партискиот став или најава за преминување во опозицијскиот табор. Тема на денот во 19 со пратеникот на Знам, Миле Цеков. По продолжение свет.